donese konja da sprema. Sani, sanje, tima danebeso, sani mi sanje, konja da spremaš, konja da spremaš, na patke odam, na patke odam, tuđa tugina. Bravo, dobro утро со песна од нашето студио. Честитки за Кристина и Слободан Трајанови, нашите прекрасни музички гости кои ова утро ни допатуваа од Радовиш. Како сте ми? Добро сме, благодариме на прашањето. Вие како сте? И добро звучите, морам да ви кажам, Цобе. Браво. Благодариме, Да. благодариме. Прво добро утро до вас и до сите гледачи на Алфа телевизија. Да ги поздравиме сите гледачи. Мило ни е за поканата, благодариме уште еднашка. Да. Овде сме ова утро за да ги заокружиме и за да си посакаме уште следни 20 години успешна работа. Вие од оваа година одбележувате 20 години од вашето заедничко музицирање, така? Па да, во суштина нашето тезгарење, така кажано популарно помеѓу музичарите, ние имаме јубилеј оваа година, 20 години од нашето постоење на музичката сцена. Да не икам да го користам тој термин естрада. Ти си професор и може би тој збор е посоодветен за оние кои не се музички квалификувани, но со оглед на тоа дека ти имаш квалификувано музичко образование и би рекла дека тој збор и не ти прилега многу, но и двајцата сте професори. Не си само ти професор, професор и Кристина и тоа професор по социологија. По социологија, јас би сакала да ги поздравам сите мои колеги пред малите екрани, да им посакам се најдобро. Јас исто така, освен што сум професор по социологија, имам завршено и англиски јазик и книжевност. Вработена сум во гимназија Коста Сусинов веќе скоро 20 години. Од социолошки аспект, што прави музиката? Колку менува нешто музиката? Музиката, значи, влијае врз обликување на целиот поглед на свет. Обединува, поврзува, исцелува, и е носител подига. на целиот процес на глобализација, поврзување на човештвото во една целина, да кажеме. Вистински би бил сиромашен овој живот да не постоеше музиката, така, Рилицобе. На крајот на нашиот разговор ние ќе го промовираме најновото, за кое сме денеска дополнително тука многу расположени со оглед на тоа што најновото, а тоа е Љубовта е се што имаме, е снимано во Венеција. Ова видео издание кое денеска промотивно ќе го погледнеме на Алфа телевизија. Како дојде до оваа венециска приказна љубовна? Па вака, сите наши колеги, значи, снимаат за љубовта, за љубовта еден кон друг. Ни гледаме од Венеција фотографии, инсерти и од Венеција, ама и од вашата соработка 20 годишна со колегите. Инаку на оваа слика сме тројцата. Со синот заедно, кој исто така музичар и спрема нешто ново наскоро, така? Наскоро, да. Во очекување сме на неговиот спот, инаку тој претходно има снимано и друг спот, а во следното издание, сега за прв ден, Великден, ќе биде објавен и неговиот спот на Исток Циганка, на хармоника. Инаку тој е ученик по клавир, инструментален оддел, а свири и народни инструменти, гајда, кавал, зурла и хармоника плюс свире. Инаку за спотов, конкретно, љубовта е се што имаме, значи не се мисли на љубов помеѓу луѓе, а буквално на љубов кон се. Значи, на се во општеството и се што не обкружува и првично размислувавме дали нашиот прекрасен Охрид, дали во соседството до Солун. На крај испадна Венеција, која е една прекрасна дестинација, во најмала рака, јас сакам тоа да го кажам, кога веќе имаме таков текст со таква музика, исто да ги поздравиме Орце Зафировски, текстописецот, и мојот драг колега Дарко Илиевски,
кога веќе испадна целиот аудио проект таков како што испадна и немаше причина зошто да не е Венеција. Венеција знаеме дека е градот на љубовта. Љубовта... Невидена инспирација е Венеција. И целата Италија е сушност земја која не знам дали има човек кој може да ја доживее така обично или како и останатите земји на овој дел од светот, но сакам тебе Кристина да ми раскаже повеќе од женски аспект како ја доживеала Венеција, бидејќи ние жените знаеме да бидеме многу поромантични и да забележуваме детали кои мажите и не ги забележуваат. Што беше тоа што најмногу те фасцинира во Венеција? Во Венеција најмногу ме фасцинираше значи обликот на да кажеме архитектурата, се има некоја значи античка смисла, да кажеме. Нивото на водата ме интересира на морето какво беше, бидејќи има периоди во годината кога морето е толку качено нивото на водата. Не, нивото на водата си беше нормално. Нормално си беше? Не газевте со гумени чизми по улици? Не, немавте такви искуства, бидејќи многу туристи ги гледам кога споделуваат своји објави со чизми гумени во тие бескрајни реки од вода по улиците, ама сите ноншалантно се чувствуваат. Најчудно мене ми падна како е сето тоа изорганизирано. Каналите, како функционираат. Нивото, значи, знае во исти ден, да не кажам и во 1 саат да се покачи и да се спушти, меѓутоа, луѓето се толку организирани таму, имаат стратегија, имаат огромна стратегија значи, да го заштитат и градот и туристите кои се наоѓаат во моментот таму. Тие на плоштадот, значи, поставија за 15 минути цел плоштад, поставија парапети, односно оноа заштита, да. Заштита од да се качат на дрвени даски, луѓето да не газат во вода. Значи, страшна организација. Тоа е да имаш можност да го видиш и да видиш луѓето ништо не зборат, само работат и се е окей. Колку се спремни. Токму и поради тоа Венеција е еден од оние градови во кој точно до бројка се знае колку туристи во текот на денот можат да влезат за во случај на некоја таква брза интервенција да можат и да ги изнесат, за да не се случи некоја несакана работа и затоа секој не може да отиде било кога во Венеција. Посебно остава впечаток тоа што значи многу заљубени двојки шетаат по уличките, тесните улички. Многу судбоносни, да, се кажани исто таму. така посебно интересно мостовите кои ставивте катанче на некој од тие мостовите, катанче на Немавме време, ние бевме премногу зафатени со слање на спотовите. Впечаток ми остави додека и на спотот го има тоа, додека се возиме во гондолата и сега луѓе на мостовите да станаа мислеа дека ние се запрасуваме со аплауз. Снимат со Италијаните се огромни шармери, таму е се во знакот на љубовта, ама и во знакот на музиката и велат ако некогаш имаш недостиг од витамин љубов, отпатувај веднаш во било која дестинација во Италија и веднаш ќе ти се покачи нивото и на серотонин и ќе се чувствуваш посакано, посрекно, самиот воздух го налага тоа. Чудна работа. Значи има нешто мајчно, има нешто, не е само до морето, така не лицове. Кои беа најубавите настани кои ги одбележавте во овие 20 години, со оглед на тоа и добивте син, кој исто така е ваш наследник, ги има музичките гени. Исто имаме и керка. Имате и керка, таа не е по музиката? По музиката е. По музиката е, браво, браво, да се живи и здрави. Благодарам. И е добра, значи прилично добра, да не испадне дека е претерано, значи пофалба во врска со напредокот на нашата керка, но таа освои повеќе награди овој период и тоа први места на меѓународни надпревари. Браво. Сега сме и на државниот. Да, мај месец е токму, април месец е месец на надпревари, кога верувам дека сите се подготвуваат и се обидуваат да го дадат најдоброто од себе. Инаку, во овие 20 години, да се надоврзам на вашето прашање, значи, секако се присутни тука тие семејните веселби, свадби, крштевки, родендини. Слушам дека сте резервирани за цела година, до крај на годината. Каде најчесто настапувате сега? Најчесто Источна Македонија, тој ни е така некако регион. Радовиш, Струмица, Штип, Кочани, Делчево, Берово, така тој, Гевгелија, Валандово, тука тој регион си некако меѓу луѓето таму не препознаваат. Овој западниот регион на Македонија, ја доста работев и дебарскиот дел, меѓутоа не со цел бенд, него таму настапов јас со други колеги и имам и таму пазар, така кажено, меѓутоа
главниот пазар ни е Источна Македонија. И Овчеполијата тука. Па да. Ајде малку збор два околу, кои се автори на песната, кои се подпишани автори на... Орце Зафировски, текст и Дарко Илиевски, музика и аранжман. Така. Инаку само морам ова да го кажам, следниот период, значи освен во Македонија, ние излегуваме и надвор од Македонија, значи настапуваме и надвор. 2018, мислам дека бевме Германија, Дизелдорф, да ги поздравам таму нашинците. Сега 25 мај идеме Швейцарија, Берн, кај нашинците таму имаат Инјево диаспора, морам да ги поздравам, инаку моето потекло е од Инјево. Тоа се мои луѓе кои ги многу почитувам и ги многу сакам. Имаме таму сега прекрасна забава за Спасовден. Тоа е инаку селската слава на Инјево. Тие луѓе што се таму си прават таму слава и како на наше голема задоволство не поканија нас, ние да ја разубавиме таа веселба. Одлично. Благодарим. Поставувам дека ќе поминете супер. Знам дека имаме многу силно обединети македонци, посебно во тој дел од Европа. Посакувам со убави впечатоци да се вратите, да има уште многу песна, уште многу патувања и наредно патување, без разлика дали ќе биде тоа Италија, еден катанец од најголемите цобе да купиш и таму во тие мостовите на љубовта да го закачите тој катанец да ве има насекаде. Благодариме. Инаку спремаме и мислам аудиото е веќе готово, нова песна имаме на која музика сум јас и аранжман. Лупче Соколовски Бубе е исто така продуцент, да, и текстописец е пак Лупче Соколовски, да. Спот ќе се снима најверојатно втора половина на мај месец. Ќе го промовираме, ќе имаме простори за тоа, само вие работете и бидете вака неуморни, насмејани, со полна енергија. Немаме време да бидеме уморни и изморени. Така треба да биде. Јас со нетрпение чекам да го погледнеме промотивно најновото видео снимено во Венеција. Среќен пат назад до Радовиш. Денеска и за вас е работен ден, како и за многу други граѓани од нашава земја. Одиме со музика да си го разубавиме денот.